Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе разговараме за една многу битна тема, посебно битна за тоа да може да видите како уствари профитот на еден начин може да се направи во однос на тоа каков тип на криптопроекти инвестирате и како сето тоа на некој начин се поврзано со вашиот потенцијален профит во иднина. Верувам дека многумина знаете дека самиот маркет кап на оние коини во кои што вложуваме е многу битен, но верувам дека многумина не знаат што уствари тоа представува и како истото се пресметува и зошто е тоа битно, така да верувам дека не е лошо да направиме едно видео чисто за самиот Bitcoin Dominance, како и за маркет капот како една од најбитните, на некој начин, една од најбитните детали кои што мора да ги знаете за да знаете што уствари се случува кога добивате профит или кога губите. Значи, прво и најбитно ќе разговараме што е тоа маркет кап. Значи, маркет кап ова е уствари основната раменка за маркет кап, каде што моменталната цена на доброто на кое што се обидуваме да најдеме маркет кап, односно можеме да пресметаме со помножување на цената на доброто на пазарот и неговата количина на пазарот. Значи, тоа уствари ни представува маркет кап. Тоа е од еден вид вредност со која што можеме да видиме колку еден проект е голем и колку е голем обемот на средства влезени во самиот проект. Значи, ова е за биткоин, како што може да видите, значи многу одамна, кога цената на биткоин беше $6725, но чисто за да може да видите како истото се пресметува. Значи, за почеток, за да сватите што уствари представува самиот маркет кап, затоа што верувам дека многу од аналитичарите или луѓето кои што се околу вас ви го спомнуваат тоа како поим, затоа кој одреден проект имал колкав маркет кап и зашто истиот е битен. Сега, откако утврдивме што уствари представува маркет кап, сега ќе поразговараме за тоа како истиот влијае на тоа колку вашата заработувачка ќе биде голема или мала. Значи, некои од луѓето ме прашаа зошто не купувам биткоин во овој следен, да речеме, bear market. Ова е една од главните причини. Значи, доколку моментално отвориме да видиме која е неговата вредност, значи тоа можеме да го направиме во конкретно ќе го отвориме моментално CoinMarketCap и ќе видиме колка е неговата вредност како маркет кап и ќе видиме кој е потенцијалниот добивка и колку можеме да очекуваме кога некој коин како биткоин, значи има тотална евалуација во маркет кап од $566 билиони. Што значи дека доколку сакаме да добиеме, да речеме, 100%, односно да ја дуплираме својата заработка, ние мораме да чекаме биткоин да стаса до приближно 132 практични, значи 1 трилион и 320 билиона. Значи, замислете, треба да се дуплира овој маркет кап за ние да добиеме дупло повраток на нашата инвестиција. Сега разликата е во тоа што сите овие следни маркет капови, како што можеме да видиме, се многу помали. И затоа, например, многу би било да речеме Ripple. Значи, многу би било поедноставно да чекаме Ripple да стаса од 19 до 40 билиона, за да очекуваме дека ќе ни се дуплира самата инвестиција. Значи, на некој начин, колку е помал маркет капот, толку е поголема веројатноста за поголем профит, но со тоа и е понесигурен профит, понесигурен проект. Значи, колку е помал маркет капот, толку проектите се нестабилни, имаат поголеми падови и растови, а со тоа и самите проекти по себе се подложени на целосен колапс. Значи, колку е помал маркет капот, толку и таквите можности се поголеми. Сега, да се вратиме чисто на, значи, да објасниме што станува во однос на тоа кои се високи, кои се средни, кои се ниски криптопроекти според маркет кап. Значи, во високи ни спаѓаат сите оние кои што имаат повеќе од 10 билиони вредност на маркет капот, во средни ни се оние кои што се помеѓу 1 и 10 билиони и во мали представуваат сите оние кои што имаат помалку од $1 билион во маркет кап. Значи, ова е според моменталната ситуација во 2022 година. Доколку се вратиме назад, ќе се вратиме чисто да видиме како се развива маркет капот и зошто оние луѓе кои што инвестирале во 2013 година денес се мултимилионери, ако не и билионери. Значи, тоа е наједноставен начин да ви покажеме колку, значи, самиот маркет кап е битен и зошто
моментално заработката ќе биде многу помала за разлика од она која што луѓето имале во 2013 година. Значи, за почеток ќе се вратам повторно на овој момент и ќе ви кажам околу структурата на самото портфолио во однос на тоа како треба истото да ви биде поставено. Во однос на тоа која е вашата аверзија кон ризик, значи сум видел различни портфолија и најчесто во однос на тоа, значи рековме дека имаме со голем маркет кап, затоа ќе ставиме првата вредност да биде голем маркет кап, потоа втората да биде среден и третата да биде мал маркет кап. Со тоа што, значи во голем маркет кап, во однос на тоа колку ќе ставиме од сопственото портфолио, знаеме дека добивката ќе биде во проценти, например, од типот 20, 30 до 50, па евентуално и 100%. Но како повеќе се движиме кон средни и мали капови во однос на криптопроектите, така некогаш, значи, може да се случи изработката да биде 100, само момент, значи да биде и 100x, се разбираме? Значи заработката може некогаш да биде и 100x затоа што проектот е многу мал и ако истиот биде успешен, може да биде не само 100, него имавме проекти каде што заработката беше и 16.000x. Со тоа што не заборавајте дека колку е помал проектот, толку најчесто и самите тимови кои што го работат истиот се непознати и со тоа ризикуваме дека некој ќе направи рак пул, односно ќе го уништи проектот и ќе ги земе парите, а во моментот, значи се уште крипто не е доволно регулирано за да може некој да не обештети, да речеме, да имаме покритие на тоа што сме инвестирале. Со тоа што, значи колку е поголем маркет капот, толку ризикот за инвестирање е помал. Например, како што, пример во моментот доколку би инвестирале во биткоин, каде што маркет капот е 566 билиони, имаме скоро невозможна шанса да стаса истиот до нула. Затоа што има огромен прилив на средства и колку е поголем обемот на средства кои што влегле во самиот пазар, толку е помала веројатност дека истиот ќе падне до нула. Да, знаеме дека имаме исклучоци од типот на Terra Luna, но тоа е кога има самиот проект некаков тип на внатрешна грешка, како што беше самиот алгоритам, кој што беше очигледно ранлив, и истиот немаше шанса да се поправи и затоа истото се случи, што се случи, оно што го видов. Но, не заборавајте дека многу од овие проекти имале некаков тип на хак, некаков тип на грешка во своите алгоритми, во своите блокчейн технологии, но најчесто самите проекти ги враќале едноставно средствата кои што се изгубени на луѓето кои што вложиле во таквиот проект, затоа што крипто е на некој начин денешно време првата целосно базирана на доверба технологија која што луѓето кои што вложуваат во истата, како што е на пример Ethereum, како што е на пример Cardano, како што е на пример и Ripple исто така. Значи тоа се технологии каде што луѓето навистина веруваат во такви проекти. Они веруваат во самата технологија на проектот. Да, нормално веруваат и во самиот профит, но најчесто веруваат во самата технологија. Затоа имаме толку многу фанатично верување околу Cardano, околу Solana, па верувајте дури и Ripple. Значи тоа се проекти каде што луѓето очекуваат многу од истите во иднина и затоа истите толку на некој начин страствено ги бранат, толку страствено финансираат во истите. Значи поентата во тоа што се обидуваме да го објасниме е колку поголем маркет кап, толку е помала веројатноста дека ќе се случи рак пул или ќе се случи голем хак или нешто такво, затоа што зборуваме за огромни тимови, огромни пари кои што работат на тоа ваквите проекти да бидат заштитени. Колку е помал капот, толку е поподложен на напади, поподложен на грешки, значи зборуваме за нова технологија која што само што испаднала и со тоа дополнително и самата цена е подложена на и маркет кап нормално на големи падови и растови, а тоа може драстично се одрази на вашето портфолио. Со тоа што, доколку се вратиме повторно на што го разговаравме во однос на вашето портфолио, би ви предложил самата структура на портфолиото да ви биде што повеќе во големите капови, па евентуално одреден процент во средните и во малите многу мал процент од вашето портфолио. Значи, исклучиво, конкретно во нашиот случај, ние имаме добри 70% од портфолиото во големите маркет капови над 10 билиони и тоа претежно, значи ќе бидам искрен со ова, значи претежно во нашето портфолио може да најдете ADA, Ripple, DOT и
Ethereum. Со тоа што во овие 4 нормално најголема количина е задржана во Ethereum, потоа ADA, DOT и Ripple, кој што ние лично како проект доста го цениме и веруваме дека има потенцијал за огромен успех, посебно после завршување на судски случаи, затоа подоцна повеќе. Околу средните. Значи јас повторно на некој начин би препорачал 20 па и до 25% да ви бидат во средни на некој начин коини, токени. Сега не заборавајте дека во оваа ситуација можеме да видиме дека под 10 билиона се многу од оние коини кои што не беа на некој начин во моментот кога претходно инвестиравме, но во оваа ситуација затоа што веќе се наоѓаат под, значи моментално во нашето портфолио, посебно оние кои што се обидуваме да ги задржиме, се Matic, VET, One. Значи тоа се некои од оние основни коини кои што ние се обидуваме да ги држиме, кои што се моментално во средни маркет капови. Нормално има и повеќе од типот на Уни и слично, но сега нема да се држиме во тоа, само сакам да ви објаснам како прилика нас не изгледа портфолиото и зошто е тоа така. Да, ние сме малку повеќе аверзивни кон ризик и држиме некои 10% во помали проекти, со тоа што овие 10% мора да ви бидат многу флексибилни. Значи, овие 70% секогаш ги држите во голем маркет кап затоа што истите дури да се случи масивен пат на пазарот, битно ви е да знаете дека овие коини кои што ги бирате ќе го преживеат bear маркетот. Тоа е многу битно. Затоа што колку е поголем коинот, толку е поголема неговата веројатност да го преживее bear маркетот. А ништо не носи повеќе профит од коини кои што ќе успеат да го преживеат bear маркетот и ќе се вратат со нова технологија. Значи не само да го преживеат, истите мора да се вратат и да продолжат да развиваат својата технологија. Затоа на пример овие ADA, DOT, исто како и XRP, нормално Ethereum не мораме да зборуваме за тоа, веруваме дека истите веќе има најавено многу големи проекти во иднина и затоа како големи маркет капови очекувам, значи најголем дел од нашето портфолио се наоѓа во истите. И очекуваме истите да ни донесат, иако, значи не заборавајте повторно. Значи на крајот од денот заработката од овие проекти може да биде од 2x, односно пута 2 до пута 10, да речеме, но ова е доколку ги купиме во најдлабокиот дел од bear маркетот до највисокиот дел од bull маркетот, значи може да бидат и повеќе, но зборувам чисто да имате представа што очекувате. За разлика од тоа средните некогаш се случува да имаат и од 10 па и до 50 и повеќе, ако не и 100 некогаш се случува во однос на тоа каков е вашиот проект. Значи во оваа случај оние кои што инвестираа во One во претходниот bull run добија добри пута 100. Со тоа што не заборавајте дека во малите, значи профитот во овие може слободно да биде некогаш изразени во 1000x, но зборуваме за исклучиво, значи самата територија каде што финансирате во проекти помали од 1 билион долари, значи колку е помал маркет капот, толку е поголема шансата дека проектот нема да успее. Отворено ви кажувам, не заборавајте, станува збор за, ќе ви покажам како прилика тоа изгледа. Моментално имаме 19.582 различни проекти во крипто, од кои што јас можам да ви гарантирам дека 99% практично од овие нема да успеат. Ќе ви покажам зошто е тоа така во следните слайдови кои што ми се отворени овде, но прво сакам да ви кажам прилика како прилика јас барем, че ова не е финансиски совет, ова е моје гледиште на тоа што сум видел до сега од криптомаркетот 2017 година навака и што очекувам понатаму. Значи, колку повеќе се зголемува маркет капот, толку на овие големи маркет капови заработката ќе биде уште помала, но ќе биде сигурна. За разлика од тоа колку е помал маркет капот, значи ќе се навратиме само уште еднаш на овој момент, толку е поголема заработката, но затоа и самиот ризик е многу голем дека она што го финансирате може да го изгубите. Затоа и овие 10% ние што ги имаме одделено од нашето портфолио и да ги изгубиме не ни се проблем. Значи тоа е на некој начин пресметан ризик во кој што и да најдеме некој проект кој што мислиме дека има потенцијал, а тоа не се случило, значи тоа е мал дел од нашето портфолио кој што овие коини кои што ни се овдека ќе го вратат како профит во самиот циклус кој што го очекуваме да се случи до 2024 година. Но не заборавајте, моментално, значи зборувам на 26.5.2022 година, денот на кој што се наоѓаме, сме во голем замав на bull маркет, на bear маркет, со што не е паметно да се купува ништо од овој сегмент.
Значи средни и мали капови моментално не се купуваат се додека истите не успеат да го преживеат bear маркетот и да видиме кои од нив ќе опстанат и ќе покажат напредок во наредниот bull маркет, за да можеме да алоцираме од нашето портфолио, значи на големи маркет капови кон истите. Значи многу често, она што сакам дополнително да кажам е дека луѓето не држат значи кеш или пак стейбл коини. Тоа што ние се обидуваме да го направиме. Затоа што на Малта има закон со кој што доколку држиме стейбл коини и тргуваме со нив, ние мораме да платиме 25% данок на секоја трансакција. За разлика од тоа, доколку правиме трансакции од типот Ethereum во One. Значи ние она што го правиме е, во моментот кога се наоѓаме на самиот залет на bull маркет нагоре, ние фактички минуваме една порција од нашиот Ethereum во One. Со тоа што знаеме дека Ethereum доколку отиде нагоре 20%, очекуваме One да отиде нагоре 70%. Затоа што самиот мал маркет кап, кога целиот пазар се движи нагоре, оние кои што имаат помал маркет кап се движат многу побрзо, затоа што им е потребна многу помала количина на пари да влезе во овој коин, за профитот да биде поголем за разлика од овие големи маркет капови кои што ги имаме како сама сигурност. Исто и обратно. Значи доколку се случи да паѓа надоле самиот пазар, значи ние ќе имаме 20% паѓање на Ethereum, но не 70, некогаш и 140%, значи сакам да ви сам огромни процент, 140 нормално не е возможно, но оно што сакам да ви кажеме, доколку овдека е 20, овдека може да биде и 90, ме разбирате? Значи до толку е разликата помеѓу големи, средни и мали, а додека кај малите се очекува и некогаш 99,9% од вредноста на овие мали капови да ја снема. Значи буквално да бидат десеткувани. Со тоа, не заборавајте, доколку вашето портфолио е задржано во овие големи маркет капови, значи вие и да ги држите така помеѓу еден до друг циклус, секако ќе бидете во профит. Посебно кога станува збор за Ethereum, например. Еве, за другите се уште не сме доволно сигурни, истите се уште мора да се докажат, но Ethereum досега успеал да докаже дека во последниве, да речем, последниве два циклуса, доколку сте го држеле како таков, сигурно ќе сте биле во голем профит и да не сте го продале и да не сте го тргувале. Но, оној swap помеѓу големи и средни е еден од начините на кои што ние го правиме по големиот дел од нашиот профит. Што правиме? Алоцираме од нашите големи маркет капови во средни маркет капови кои што гледаме дека има потенцијал на почетокот на булранот и профитот изваден од овие коини повторно го враќаме овде. Значи доколку сме го смениле Ethereum во One, нагоре Ethereum се предвижда 20%, а One се предвижда 70% и оно што правиме е практично овој профит од One го враќаме назад во Ethereum и оставаме одредена количина во One, доколку пример истиот продолжи да се движи нагоре, да имаме изложеност на потенцијален дополнителен профит. Значи, на тој начин го правиме и обратно. Фактички, секогаш кога ќе дојдеме во bear маркет, ги враќаме сите овие средни коини назад во голем маркет капови, во оние проекти во кои што сме сигурни дека ќе го поминат bear маркетот и со тоа фактички ние правиме swap помеѓу големи и средни, дополнителен профит со средните во bull маркет, значи ова е фиксен профит кој што секако го имаме, ова е дополнителен профит, но најбитното е тоа што немаме званична трговија според законот на Малта и со тоа не мораме да платиме данок на ништо. Значи, ова е генерално како прилика изгледа нашата стратегија во однос на градење на самото портфолио и ова според нас 70-20-10 представува многу добар начин како да го распределите вашето портфолио, за да имате минимален ризик во однос на посебно овие 10%, 20%, овдека најчесто овие проекти се повеќето успешни кога станува збор за почеток на bull маркет, но ова е исклучиво во bull маркет. Во bear маркет или стейбл коини или променете ги во нешто што мислите дека ќе има подобра иднина во моментот додека криптопазарот е долу, значи дали е тоа недвижност, дали е обврзници, дали е акции, дали е било што, значи одлучувате вие, никој не може да ви каже, со тоа што пак ќе кажам, значи и да ги чувате во големи маркет капови, имате голема веројатност дека самиот профит ќе остане од едниот до другиот bull маркет. И диверсификација. Никогаш не заборавајте дека не се става се во еден коин. Ја мислам дека моментално оние кои што на некој начин го преживеа моментот со Terra Luna, многу добро научија дека не се става се во еден коин. Значи нормално не го кажувам ова за да ги навредам,
сите учат. Значи и нас не се случиле многу пати ситуации во кои што сме изгубиле многу од своите средства затоа што сме алоцирале преголем дел од нашето портфолио во еден проект. И на пример сите проекти одат нагоре со цената, а тој заостанува. Ме разбирате? Затоа, значи целосна алокација во однос на она што го имате како проекти, гледајте да ви биде рамномерна. Сега нормално, вие повторно одлучувате за тоа самите, но гледајте да биде значи, распределено самото портфолио помеѓу различни коини. Сега, значи, и објасниме каква е самата формула во однос на маркет капот, објасниме кои се големи, средни и мали. Сега ќе се вратиме на овој сегмент каде што ќе разговараме што уствари се случувало во минатото и како можеме да видиме зошто, значи морам да ви објаснам каде уствари доаѓа овој масивен профит кој што луѓето не разбираат и зошто тоа се случило. Значи, за да можеме да го најдеме ова, значи ова е посебен сегмент на CoinMarketCap кој што од 2013 година, од април 2013 година, води значи води сметка за тоа колку биле маркет каповите, каков бил пазарот, значи буквално ги имаме сите чартови. Како може да го најдете тоа? Значи одите на CoinMarketCap, на Cryptocurrencies и од паѓачкото мени ќе го најдете Historical Snapshots. Значи кога ќе влезете во Historical Snapshots, во однос на, значи еднаш во неделата се правени снапшотови, гледате, значи на мислам дека е во самиот понеделник ако не се лажам, и тоа е фактички снапшот за целата недела во тој месец да речеме. Гледате дека имаме од 2013 па до денес, значи доколку сакате да видите како се одвива самиот пазар низ минатото, може да го направите тоа овде, е многу едноставно, а е многу полезно. Сега ќе ви објаснам и зошто. Значи ова е значи ги земав мај. Значи секогаш најраниот датум на мај, негде околу 5 мај го земавме како пример да видиме како се движела значи самите чартови, да видиме какви биле маркет каповите и што се случувало од тој момент па до денес горе-доле. Вака, сега за почеток. Значи денес да не заборавиме, значи денес во моментов биткоин има маркет кап од 566 билиони, со тоа што максималниот маркет кап кој што го достигна доколку влеземе во неговиот профил на CoinMarketCap. Значи само момент да го најдеме и ќе ви покажам точно. Значи на овој чарт, доколку одбереме маркет кап, можеме да видиме колку бил највисокиот маркет кап на биткоин во неговиот, само ќе оставиме тоа на all time high, значи на целиот временски период и ќе видиме колку бил Значи, најдобриот момент на биткоин е 1,26 трилиони. Сега да видиме што уствари се случувало во минатото и да споредиме што се случило до денес. Значи, за почеток. На 5 мај 2013 година биткоин имал маркет кап од 1 билион долари. Гледате, само 1 билион долари. Значи, скоро ништо. Се разбираме? 1 билион до денешните 1,23 трилиони. Значи, гледате дека колку илјадници пати само се содржи овој маркет кап во моменталниот највисок маркет кап кој што го достигна во претходното лето беше тоа, мислам, не, точно би било негде околу 11, негде околу ноември 2021 година. Значи, гледате колку илјадници пати само се содржи овој маркет кап во претходниот all-time high од 2021 година. Што значи дека оние кои што купиле биткоин на оваа цена од 115 долари, замислете колку само профит има кога 115 фактички ќе го одземете од самата цена денешна, значи во тој момент кога биткоин беше најзгоре, беше 70.000, значи замислете уствари колку пати 115 се содржи во 70.000. Разбирате? Значи ете толку пати фактички се зголемила цената на оние кои што ја држале од овој момент па до денес. Така, сега, ќе се придвижиме нагоре чисто да видиме како изгледала целиот овој чарт, кои биле коини, зошто и да ги нема, например. Тоа е многу битна работа што би да ја кажам. Значи, bear маркетот е една од оние големи економски промени на пазарот, кои што најчесто ги израчуваат оние кои што немаат поента да постојат, значи оние кои што немаат вредност. Затоа, например, од оваа цела листа може да видите дека има само еден коин кој што вие го знаете, тоа е Litecoin. Сите овие коини, Namecoin, Peercoin, Feathercoin или не знам што, моментално не постојат. И тоа не само моментално, туку доколку се придвижиме на вториот чарт ќе видиме дека повеќето веќе не постојат. Гледате?
Значи, многу од оние имија кои што ги видовме овде, веќе ги нема. А тоа е само една година. Од мај 2013 од мај 2014 година. Да видиме овде. Сега, она што јас на многу луѓе им го кажувам, а никако да го разберат, е дека Ripple е многу подолго на пазарот за разлика од Ethereum. И Ripple, ќе ви покажам сега на следните чартови, беше на второ место после Bitcoin, нормално јас тоа не го гледам со своји очи, но од 2017 година го следам како проект и сум уверен дека истиот има многу голем потенцијал, а ќе ви покажам и зошто тоа е така само понатаму. Litecoin како таков е форк на Bitcoin. Затоа и Litecoin како таков, ја например не гледам некоја посебен корист да го имам истиот во моето портфолио, посебно затоа што идејата на Litecoin е претежно да биде платежно средство. Што доколку јас се прашувам, немам потреба платежно средство кога се уште на некој начин кешот е еден од оние начини кои што можеме да користиме како платежно средство. Значи крипто за мене е исклучиво инвестиција. И не очекувам во скоро време да го користам во никој случај за платежно средство. Сега, исто уште еден кој што можеме да го препознаеме е Dash, кој што е исто така платежно средство и кој што е оној кој што има најдобри нодови на светот, односно најдобро платени и најскапи нодови и е еден од најсигурните коини поради истите, затоа нема да разговараме, ќе разговараме подоцна за истото. Сега, Dogecoin нормално, сите го препознаваме Dogecoin, но да влеземе во market cap. Значи за една година Bitcoin од 1,2 стасал до 5,5. Што значи имаме грубо 4 пати зголемување на цената, од 115 до 436. За само една година, да, ова е bull market, се разбираме, но доколку ги засметаме сите овие табови, ќе видиме дека огромен процент, зборуваме во илјадници пати профит од оние кои што внеле во 2013, а моментално се уште го држат самиот биткоин, со тоа што овде ќе се навратам на тој момент дека профитот во крипто не може да очекувате дека ќе настане преку ноќ. Најчесто големите профити бараат внимание, бараат трпение и бараат инвестирање во коини кои што на некој начин сте уверени дека ќе имаат иднина во светот. Значи, гледајте технологијата, не го гледајте само името, не гледајте кој финансира. Гледајте технологијата. Пробајте да размислувате надвор од кутијата, како што велат. Значи, еве, јас затоа, например, Ripple, мислам дека е еден од оние проекти кои што има многу голема скриена моќ, а луѓето не зборуваат за тоа. Значи, Ripple моментално е уствари иднината на SWIFT системот. SWIFT системот е застарен. Истиот е од 70-тите години и е многу застарен. Замислете, SWIFT системот до практично 2000-та година се уште работел со повици. Значи, луѓе од SWIFT мора да се јават од една на друга банка за да имаме трансфер на одредена трансакција. За истиот понатаму да се префрли во SMS пораки и слично, што до ден денес се уште станува збор за максимално застарена технологија. Затоа и вашите трансакции од една до друга банка, иако вас ви се појавуваат средствата на пари веднаш, значи, званичната трансакција понекогаш и се потребни дури и 2 недели за да биде остварена, односно овие средства од една банка да биде префрлени на друга банка. Но тоа нема да навлеземе сега. Она што сакам да ја кажам конкретно за Ripple е дека по завршување на овој судски процес, за кој што моментално се води многу голема борба помеѓу многу големи сили во позадина во Америка, значи по завршување на самиот судски процес, значи затоа јас лично имам алоцирано голем дел од моето портфолио во Ripple и верувам дека по самото завршување на овој процес можеме да очекуваме голем напредок во однос на преговорите помеѓу Ripple и SWIFT за превземање делумно, ако не и постепено целосно на работата на SWIFT, а замислете, SWIFT работи со 66.000 институции во светот. Зборуваме централни банки, зборуваме значи меѓународни институции, монетарни фондови и слично. Значи замислете кој обем на профит, извинете, не на профит, туку само обем на обрт на средства, кој што го има SWIFT како таков и како монопол на светот моментално, како единствена мрежа која што ги поврзува сите институции и банки. Значи, затоа што неговата технологија е застарена, Ripple, исклучиво технологијата на Ripple е наменета за замена на SWIFT. Замислете, идејата на Ripple била дека никогаш не планирале дури ни да го дадат на обичните смртници како нас да го имаме. Значи, они прво го понудиле директно на банките, но затоа што крипто како такво се уште не било доволно напреднато, банките веднаш го одбиваат. Што од денешно време, например, постепено, стасува момент во кој што, замислете, Ripple и представници на Ripple се земени како едни
од главните представници на тимот кој што моментално спрема CBDC на Велика Британија. Значи, дигиталната фунта која што наскоро ќе влезе сега, нормално не следната година, но зборувам наредните неколку години, Британија се обидува да воведе дигитална фунта. Со тоа што, во моментот кога тоа ќе се случи, Ripple е еден од главните советници во тимот за тоа како да се изгради проектот на CBDC на дигиталната фунта. Доколку Велика Британија не знае кого да ангажира во однос со својата економија, не знам кој знае. Но, ова ви го спомнав за да знаете која е главната вредност на Ripple и каде истиот се движи. Сега, ако ова го земете во она што ви го спомнав пред некоја минута, дека треба да размислувате надвор од кутијата. Значи, гледайте која е технологијата на криптото во која што инвестирате и кој е неговиот потенцијал во однос на самото тоа. Значи, каде се наоѓа неговата иднина во светот. Луѓето кои што ви финансирале во железничката пруга во Америка и направиле огромен профит, не го направиле тоа поради тоа што знаеле дека сигурно ова ќе успее. Знаеле кој е потенцијалот. Значи, знаеле дека транспортот помеѓу источниот и западниот брег на Америка е толку битен, што доколку имаш монопол врз истиот, ќе имаш огромна моќ врз самата земја. Значи, тоа е она што јас ви го кажувам, SWIFT мора да биде заменен. Единствен моментално компетитор во светот, единствен, кој што има огромен број на партнери, кои што веднаш би прифатиле Ripple да биде заменик на SWIFT и кој што има огромно познавање и соодветен софтвер тоа да го направи е Ripple. Така да, ова судење, значи, веќе е најавено дека мора да заврши до крајот на оваа година, судијата веќе тоа го кажа како краен рок на завршување на судењето. Со тоа што нема да налегувам повеќе во самиот проект, некогаш ќе разговараме исклучиво за истиот, затоа што јас пак ќе кажам имам голем потенцијал, верувам дека има огромен потенцијал, но ова не е финансиски совет, ова јас ви кажувам што јас лично правам и зошто го правам тоа, и тоа треба да ви каже кој од овие проекти во иднина ќе има иднина и затоа е паметно да се инвестира во истиот. Дури и профитот да не биде веднаш добар. Значи, таквите проекти кои што имаат сигурна иднина се најдобри во однос на инвестирање. Во нив може да верувате многу повеќе од оние брзи заработки на Dogecoin, ако се разбира. Сега, да се придвижиме натаму да видиме што уствари се случило. Гледајте, 2015 година веќе Ripple се наоѓа на второ место. Нигде го нема Ethereum. Значи, оно што се обидам да ви кажам дека Ripple е многу долго на пазарот. Луѓе се уште не разбираат колку сами Ripple е долго на пазарот и ќе остане. Значи, Ripple има огромна моќ, зборуваме за повеќе од 4000 банки кои што моментално соработуваат и го користат како технологија. Значи, чисто да го знаете тоа превид, зборуваме во среде судски процес. Замислите кога истиот ќе заврши. Само толку имам да кажам, понатаму размислете сами. Но, она што треба да го видиме е, повторно, гледате, значи станува збор за, ова е веќе bear market, гледате како од 430 се врати на 240, но, значи како се движи самиот market cap можеме да видиме низ годините. Конечно се појавува Ethereum во 2016 година и го превзема местото на Ripple. Со тоа што Ripple и Ethereum од овој момент натаму се главни, практично се второ и трето место постојано, ќе можеме тоа да го видиме 2017 година Ethereum Ripple, 2018 година Ethereum Ripple, 2019 година Ethereum Ripple. Луѓето забораваат дека Ripple постојано беше на ово место. Постојано беше претендент да го победи Ethereum, со тоа што оваа манипулација од судење е уствари да се направи се што може да се бутне Ripple за Ethereum да го задржи местото второ убедливо и затоа моментално ово што гледате на пазарот, значи ова каде што Ripple се наоѓа многу доле на пазарот е неодржливо. Значи замислете кој барем според мене. Значи зборуваме за коин кој што два циклуси не успеа да го победи својот all time high затоа што истиот беше тужен и затоа што во Америка е забранет за тргување. Америка знаеме дека има најголем обем на трговија во криптопазарот и замислете сега кој потисат потенцијал го има кога сето тоа ќе заврши. Со тоа што, што уствари го направи. Гледате, 236 билиони наспроти 20 билиони во Ripple. Но пак ќе кажам, значи порано подоцна тоа ќе заврши и ќе видиме тоа како сето тоа ќе се одвива и нормално во 2020 година конечно Ripple ја добива тужбата, гледате дека веќе половина од истиот market cap на Ethereum поради истото, но да се вратиме повторно само да го видиме market capот на Bitcoin и како се напредува. Значи зборуваме за 3 билиона, 7 билиона, тоа е една година размака. 26 билиона, 164 билиона, повторно дека имаме bear market, значи се враќа на 64,
и ова е веќе пред почетокот на следниот bull market, каде што засаме до 1,26 трилиони, но, значи, да напоменам уште еднаш, не заборавајте дека во целата оваа ситуација, она што може да го заклучиме е дека колку повеќе расте самиот маркет кап на одреден проект, толку повеќе истиот е сигурен, а колку порано сме финансирале во овие проекти, толку повеќе истите имаат потенцијал да ви донесат поголем профит. Со тоа што доколку го структурираме нашите портфолио на соодветен начин, ќе го на некој начин намалиме или зголемиме ризикот во однос на тоа што очекуваме да добиеме од самото портфолио. Значи, тоа е основата што можеме да заклучиме и секогаш кога сакате, како што рековме, да погледнете што било и како било во минатото, наједноставно е да влезете на historical snapshot chart на CoinMarketCap и на тој начин ќе може да видите што се случува во минатото. Сега малку сакам да позборувам во однос на Bitcoin Dominance и како истиот е битен во однос на воспоставување на некој начин да знаеме каде се наоѓаме на самиот чарт и што можеме да очекуваме од истиот. Значи, вака сега. Она што зборуваме досега за маркет капот, со оглед на фактот дека веќе зборуваме за истиот, може да видите дека во почетокот на самите овие чартови до 2016 година зборуваме за апсолутна доминација на биткоин. Значи, гледате, 98,8% во 1 јуни 2016 година, се уште биткоин бил апсолутен, значи доминантен фактор на самиот чарт, односно и во самиот пазар. Со тоа што 2016 година конечно во првиот, значи ова е првиот да речем масивен алткоин булран, каде што по падот на доминацијата на биткоин, тоа е одма после неговиот врв. Односно, обележени се самиот врв и дно во однос на циклусите. Значи, ова е врвот 2017 година, ова е дното од 2017 година и врвот во 2021 година. Сега, чисто сакам да ви објаснам како сето тоа изгледа. Значи, она што го гледаме овој пат, значи чисто да споредиме како сето тоа изгледа, само момент. Значи, за да направиме добра споредба, она што ќе направиме, гледате ова квадратче овде. Значи, овде може да отворите повеќе чартови, гледате дека можеме да имаме неколку чартови, затоа ќе отвориме два, чисто за да може да ги споредиме еден со друг. Значи, кога ќе кликнете на вториот дел овде доле, значи чисто двоклик за да може да ги внесеме само во самиот чарт, значи останатите со двоклик на самиот екран, значи фактички излегувате и влегувате од овие индикатори кои што ги имаме. Значи докога го направите двоклик, се фокусира само на самиот чарт. Значи имате го тоа превид. Сега, што ќе направиме, значи овде кога ќе кликнеме можеме да одбереме друг пар, значи овде ќе го одбереме Bitcoin USDT, овде ќе остане Bitcoin Dominance, односно да го барате како да го најдете, тоа е BTC.D. На тој начин ќе го најдете, ова е тоа. Одбележите го како еден од вашите favorite чартови, затоа што истиот е многу битен. Сега, значи ќе направиме исто така обележување моментално за тоа каде биле врвовите и падовите на самиот чарт, за да можеме да видиме што се случувало со цената и зошто тоа е така. Значи, прво имаме, нели, 1 декември 2017 година, значи ќе ставиме овде отсечка, зборуваме за зелена отсечка која што е, нели, врв ни означува во случајов, потоа имаме, значи, апсолутниот пад во 1 јануари 2019 година, значи ќе ставиме црвена отсечка таму. Значи чисто да ги наредиме за да можеме да видиме што се случувало и како тоа делувало на самиот. Значи овдека ни е ставено 1 март 2021 година, тоа е само овде. Значи тоа е вториот врв кој што се уште можеме да успоредиме, значи не заборавајте. Претходниот дел од чартот не можеме да успоредиме затоа што станува збор за права линија. Значи апсолутна доминација на биткоин, но овој можеме. Значи вака сега. Она што сакам да ви го објаснам е дека кога цената на биткоин почна да се движи нагоре во овој bull market, не заборавајте дека многу од оние луѓе кои што веќе вложиле во истиот, ќе продаваат. Се разбираме? Добро, ова е затоа што е во USDT, а ова е малку по на некој начин по-касно е почнато да се смета во Binance, каде што моментално го најдовме, но чисто за да добиете перцепција. Ова е врв од 2017 година, нормално. Ова би било негде, вака оприлика се движеше тој чарт, чисто за да имате представа за што станува збор. Значи, во овој чарт на движење нагоре, како се движиме нагоре, така не заборавајте дека многу од луѓето продаваат.
она што го гледаме овде. Значи како луѓето се движат нагоре, така повеќе и повеќе се во профит, така повеќето од нив почињаат да продаваат се повеќе и повеќе од своите биткоин холдингс и ги реалоцираат во или стейблкоини или во други алткоини кои што моментално растат. Значи фактички го земаме профитот од биткоин и го алоцираме во, да речеме, во Ripple, во Ethereum, во нешто друго. Со тоа што тие се следни. Значи веднаш по падот на доминацијата на биткоин имаме раст на самите алткоини, односно алткоините растат со цена и неговиот апсолутен врв овде гледаме дека веќе неговиот волумен паднал од 42% од почетокот на овој булран каде што бил 96. Што значи негде при крајот на самиот булран ние очекуваме значи маркет капот на биткоин, односно оваа ситуација доминацијата на биткоин да падне многу, затоа што фактички се случува дека многу од луѓето се ослободуваат од биткоин, значи го продаваат за да го земат профитот, се разбираме. А со тоа се внесува профит во алткоините и затоа алткоините одма после биткоин почињаат да се движат нагоре. Значи ова дно на биткоин доминанција е уствари најголемиот сигнал дека алткоините ќе имаат свој булран, значи пропер булран откако самиот биткоин ќе застане со движење, значи во овој случај кога ќе има негов врв. Сега, кога ќе го погледнеме дното, гледаме дека биткоин почна да се движи нагоре. Зошто е тоа така? Че не заборавајте дека во овој момент кога веќе почна да се движи нагоре надолу цената на биткоин, значи одма после него алткоините добиваат свој all-time high и почиња исто така заедно со биткоин да се движат надоле во следниот bear market. Со тоа што како се движат надоле самите алткоини, така нивната цена многу побрзо паѓа за разлика од биткоин. Затоа сите нормално ќе почнат да ги менуваат оние коини кои што ги имаат во биткоин или оној профит да речеме кој што го имаат, ќе почнат повторно да акумулираат биткоин и со тоа значи доминацијата на биткоин почиња да расте, односно многу повеќе пари се вливаат во биткоин за разлика од алткоините кои што губат многу во моментот кога имаме bear market. И затоа доминацијата на биткоин постојано расте. Истата ќе расте се додека не влеземе во наредниот врв на bull market во 2021 година, но ова беше само првиот од два. И гледаме што се случува истото. Че во моментот кога цената се обидува да го достигне врвот, доминацијата на биткоин паѓа затоа што многу луѓето продаваат во овој момент нагоре, а одливот од средства влегува во алткоини и други сектори, нормално во економијата, не само во алткоини, со тоа што една разлика имаше во тоа што овој момент на паѓање на доминацијата на биткоин не беше својствен со овој втор врв кој што го видовме во претходниот bull market, но разликата е во тоа што имавме огромни манипулации, економски ситуации кои што не можеме да очекуваме од типот на пандемија, од типот на војната во Украина и затоа значи званично немаше altcoin season, односно одма после неговиот all time high. Значи заедно со него и алткоините паднаа и никогаш не успеа да го достигнат оној профит кој што се очекуваше да го достигнат во 2017 година во овој сегмент на падот на доминацијата на биткоин, поради самата манипулација на пазарот, односно оние вести кои што ги добивавме и нели самиот страв на пазарот ќе го прави своето. Луѓето не сакаат да внесуваат во алткоини од страв дека може да значи нели поради самата криза да останат без профит, односно и без оној влог кој што веќе го внеле. И затоа, например, во претходниот булран немавме значи alt season, но не заборавајте дека тоа дополнително значи дека доколку не сме имале толку голем профит во овој bull market, многу е голема веројатност дека потенцијалот кој што на некој начин се акумулирал во овој bull market затоа што не сме отишли толку високо, да се одрази со не одење толку ниско во овој bear market, односно цената да не падне многу долу и кога ќе се придвижиме во следниот bull market, да имаме многу повисоки таргети како за биткоин, така и за алткоините. Сега, она што го очекуваме со самиот пад на биткоин е исто како и овде. Значи до самото дно на овој bear market ние очекуваме да имаме пораст на доминацијата на биткоин. Значи претходниот bear market истиот тасал до негде 58%, веруваме дека истиот, иако моментално ја дели доминацијата со Ethereum, кој што се повеќе и повеќе расте, јас убеден сум дека оваа доминација ќе оди нагоре барем до средната линија на Bollinger Band, ако не и повисоко, тоа е негде околу 50%,
Затоа во зависи од тоа каков bear market ќе имаме, нормално од многу работи зависи, но се додека го гледаме ова market cap доминација на биткоин да се движи нагоре, се до тој момент очекуваме дека сме длабоко во bear market. Значи, затоа мораме да продолжиме да чекаме и да на некој начин проценуваме кога ќе дојдеме до самото дно на овој bear market, за да можеме да означиме дека, барем за нас лично, кога е моментот да се почне со акумулација на алткоините кои што сакаме да ги имаме за наредниот bull market. И за крај, ќе напоменам дека она што ви го покажав со самите маркет капови, значи искрено како тим повеќе не се исплаќа да ризикуваме во Ethereum и останатите проекти за кои што веќе разговарав, отколку да држиме количина во биткоин, затоа што генерално моментално не сме заинтересирани за сигурност, значи ние немаме милиони па да треба да играме сигурно и да ги чуваме во биткоин, значи имаме одредена сума која што на некој начин е целосно влезена во самиот пазар, имаме нешто ситно останато на страна во стейблкоини, но идејата е дека значи овие големи маркет капови нас не нудат соодветен профит и сигурност доволни за нашиот левел на ризик кој што сакаме да го преземеме, и затоа малиот профит кој што може биткоин да ни го возможи, значи дури и да се придвижи биткоин до да речеме 100.000 пред значи после самиот халвинг да се придвижи до 100.000 и да дојде до 20.000, истиот може да ни направи колку? 4 до 5 пати повеќе профит, така? Значи 4 до 5 пати профит од оно што сме го вложиле. За разлика од тоа, Ethereum веруваме дека во следниот bull market ќе стаса и до 10.000. А замислите, веќе е 2000, а истиот и понатаму треба да паѓа. А 10.000 е минималниот таргет кој што ние го очекуваме за наредниот bull market, а ќе биде и многу повеќе од како истиот ќе успее да го спроведе proof of stake консензусот, односно да промената на самиот блокчейн, и многу од овие други, например, кои што имаат огромни потенцијали, од типот на Ripple очекуваме да стаса минимум до 10 и ако не и многу повеќе во однос на тоа како ќе заврши самиот случај, како и ADA, каде што очекуваме тоа да се случи до 10, дури Solana да се врати до претходниот all time high, зборуваме за пута 4 од овој момент до all time high од 200, а веруваме дека и истиот може да стаса до 1000, значи без никаков проблем. Значи она е тоа што ви кажуваме дека профитот кој што може да го очекуваме од големите маркет капови е доста солиден и ќе се држиме до истиот. И во моментот кога ќе влезе во bull market ќе почнеме да алоцираме од нашите големи маркет капови во средните маркет капови со цел да правиме флипенинг, и во следниот bull market онаа порција што е алоцирана од нашите големи маркет капови во средните да ја вратиме со профит во големите маркет капови во припрема за следниот bear циклус и така натаму и така натаму. Се надевам дека ви се допадна ова видео за кое што разговаравме денес. Значи ова беше многу битно видео во кое што луѓето мора да разберат од каде доаѓа профитот и како истиот на некој начин можеме да го видиме низ годините наназад. Да, имаше и мал апдейт на XRP затоа што досега не сме разговарале за истиот, и значи како што ќе речем уште еднаш, ова не е финансиски совет, но јас лично се надевам дека ќе ви помогнат да размислувате надвор од кутијата. Значи не како ќе ви кажат, не трговски сигнали, не тајни проекти што се многу мали, ништо од тоа. Значи седнете, погледнете ги проектите кои што се надвор, размислете, значи направете истражување, видите што поточно се истите, каква е нивната технологија, што тие нудат на пазарот што го нема. Значи тоа се многу битни фактори кои што мора да ги разгледате од фундаменталната анализа, за да може да одлучите понатаму дали еден проект е добар или не за да финансирате во истиот, а додека маркет капот е еден од, значи исто така од многу битните фактори кои што мора да го земете во предвид во однос на пресметување на сопствениот профит, што би очекувале понатаму да се случи во однос на профитот кој што го очекувате од таквиот проект. Со ова ќе го завршим ово видео и благодарам уште еднаш на поддршката. Се надевам дека уживавте во нашето видео. Нормално секој шер, лайк, било каков споделување на нашиот материјал со луѓе кои што сакаат да научат добре дојдено. И со тоа уште еднаш ви благодарам на вашето внимание. Имајте добар ден. До наредното видео од тимот на CryptoGamedžija.